часот по математика за 7, а ние ќе решаваме задачи по геометрија и тоа е многу убаво. Лина е пресреќна. Јас сум пресреќна кога станува збор за геометрија. Имаме денес, Лина, осна и ротациона симетрија со 7-моделинците. Не знам што значи тоа, ама затоа сме спремна да да научам. научиш. Ќе ми помогнеш само да го залепиме листов на оваа табла. Секако наставничке, се што треба. Дека уште една ќе биде, мислам, нека доволно. Долу на средина, што не? Еве. Така. И за ова? Не, ова ќе ни треба да ротираме со него. Сега ќе видиш ротираме што со не се него. состои денешниот час. Значи, како што кажав, денес имаме за осна и ротациона симетрија. Ќе започнеме најпрво со ротационата, па ќе се навратиме на осната симетрија. Она што 7-моделинците го имаат учено е како да ротираме. И што е тоа? Ротација. Лина, самиот збор ротација, на што те потсетува? Значи дека имаме некаква оска низ која што нешто ротира се. Добро, а зборот ротира со кој друг збор би можеле да го замениме? Со вртење, Одлично. Значи што ни е ротацијата всушност? Вртење. Вртење Вртежот. за одреден нагол и во дадена насока околу дадена точка. Кога треба да откриеме при ротацијата, кога го ротираме еве во конкретниот случај ќе го земеме правоаголникот или било која друга 2D форма, значи колку пати при ротацијата за 360 степени дека направиме полн круг, колку пати ќе се совпадне сама со себе фигурата, ни покажува од кој ред ротациона симетрија има. Значи, евако, затоа залепив овие два правоаголника ни се исти. Ова е почетната положба на правоаголникот. И ако земаме, да Дали речеме, може пенталце? само да фати, еве може со така би било најдобро ако може. Овде. Ете така. И сега, погледнете. Почнувам да го вртам, еве вака само за да видат дека навистина ќе се вратиме тука, овде ќе ставиме едно истче дека од тука сме тргнале. Дека ова ни е почетната позиција на правоаголникот. И сега. Евако, почнуваме да вртиме. Го ротираме правоаголникот. Ротираме. Што забележуваш сега, Лина? Дека се совпадна, така, почетната позиција се совпадна. Значи, еднаш веќе имаме совпаѓање, а веќе не сме завртеле полн круг, зашто погледнете каде е звездичката, треба да се врати од каде што тргнавме. Да, така, токму така. Опс. И вртиме. Еве го. Завртевме 360, повторно се совпадна со почетната. Значи, додека вртевме за пол наголо 360 степени вкупно, два пати се совпадна сам со себе правоаголникот. Значи, правоаголникот има ротациона симетрија од ред 2. Свативме сега што е ротациона симетрија? Да. Ајде вака да ве прашам. Што мислите што ќе се случише ако наместо правоаголник имавме квадрат? Со правоаголник имавме квадрат, Да. кој ќе се споиша 4 пати. Одлично, браво. Одлично размислувате. Зошто? Зошто е тоа така? Затоа што неговите страните му се еднакви. Браво. Затоа што кај квадратот сите 4 страни се еднакви, па на секој 90 степени ќе имаме веќе совпаѓање, значи 4 пати вкупно ќе се совпадне сам со себе, па ќе има ротациона симетрија од ред 4. Што доколку имаме триаголник? Доколку имаме триаголник ќе се споиша само еднаш. Ајде сега ќе видиме, значи Ајде да видиме. Јас ќе кажам дека и двете сте во право, зошто? Бидејќи зависи од тоа каков триаголник ќе имаме. Јас одма си замислив дека се работи за разностран триаголник. Ако е разностран триаголник, токму Ќе биде така, само значи само еднаш ќе биде, бидејќи попат страните не може да се приклопат една со друга кога го вртиме и вако нацртаме. Ако е рамностран рамностран ќе биде. Пушти го се во пенкалцата. Ако е рамностран ќе биде 3 пати. Така. Одлично размислувате. Значи, ако ова ни беше еден разностран триаголник, кога почнеме да вртиме, значи оваа страна кога ќе дојде овдека, бидејќи се различни страните, нема да имаме преклопување. И кога ќе дојде овде кај третата страна, повторно бидејќи имаме страни со различна димензија, нема да има преклопување, дури кога ќе се врати во 360 степени, ќе се совпадне со почетната, па затоа има разностранниот триаголник, значи ротациона симетрија од ред 1. И рамнокракиот. Доколку стануваше збор за рамнокрак триаголник,
тогаш Исто. исто. Имаше А разностран? рамностран ќе беше тогаш три ќе пати. како кај квадратот, така, бидејќи како кај квадратот сите страни му се исти, секоја при вртењето со секоја може да се совпадне и ќе има ротационна симетрија од ред 3. Од триаголникот и четириаголникот со исти страни, затоа што квадратот нели не беше четириаголник со исти страни, додека правоаголникот имаме само две по две исти, можеме да извлечеме едно правило, дека доколку станува збор за правилен многоаголник, односно многоаголник со еднакви страни, тогаш ротационата симетрија се совпаѓа со бројот на страните. Значи имавме рамностран триаголник, редот на ротационна симетрија беше 3. Ако имаме рамностран да речеме шестоаголник, тогаш 6 правилен пати. се вика, Правилен, да. правилен шестоаголник, тогаш 6 пати ќе се совпадне сам со себе, затоа ротационата симетрија ќе биде од ред 6, петоаголникот од ред 5 и така натаму. Ова е лесно. Да, е многу интересно. Ајде вака ако ви дадам буквата, ево овдека една можеме. Буквава Ф, доколку ја вртиме, ја ротираме. Колку пати ќе се совпадне сама со себе? Еднаш. Само еднаш, кога ќе ја вратиме во 360. Ова беше латиничната буква Ф. А доколку ја напишеме кириличната? 2 пати. 2 пати, бидејќи лево Има и десно еднаква страни. имаме еднакви страни. Добро. Ју да напишеме, ју ќе беше... Ово веќе О, веќе може да се врти бесконечно. бесконечно, браво Лина. Значи геометријата на вистина ти оди. Тоа ни беше за ротационата симетрија, одиме сега на осната симетрија. Одлично. Можеме да ја избришеме таблата. Добре. Дали ви е познат поимот осна симетрија? Па можам да... На што ве си- потсеќа? Еве во природата, не мора да е од математиката. Знаете дека и во природата имаме осна симетрија? Па предпоставувам дека имаме. Еве еден прост пример, пеперутката. Со Има, крилцата, телото. со крилјата, Така, да. ако гледаме по вертикала по телото, кој ќе се состави кога ќе застане на некој цветче пеперугата, што забележуваме, така? Има, да. Крилцата се преклопуваат. преклопуваат. Тоа ни е еден пример за осна симетрија во природата. Мина ми текна на тоа кога сум во парк и кога сум вака на езерото кога е рамно и кога ги гледам дрвејата и ова како кога би биле преклупани би било Одлично, Исто, одлично. на тоа помислам. Значи, што ни е всушност осната симетрија? Кога имаме осносиметрични фигури, кога постои права со која што може да ги поделиме на два еднакви дела. дела. Ајде сега да видиме, еве со правоаголников ќе се послужиме. Што мислите, правоаголников колку ускина симетрија ќе има? две. 2. Зошто е тоа така? Бидејќи горната и долната страна на правоаголникот се еднакви. Па доколку по средината на нив повлечеме една права, таа ќе ни биде оска на симетрија и ќе се преклопат бидејќи овде имаме агли од 90 степени исти се аглите. Истото можеме бидејќи и овие две страни се еднакви, истото можеме да го направиме и по хоризонтала, односно кога свиткаме листот вака на половина, еве ги, че се преклопува, добиваме исто. Еве ни, една оска на симетрија по хоризонтала, еве по вертикала доколку превиткаме, дека навистина повторно ќе се преклопи, ќе добиеме исти делчиња. Квадратот, што мислите колку оски на симетрија ќе има? Па две исто. Ајде да го погледнеме, може да нацртаме еден квадрат. И таблата повторно и од геометријата бега. Не, точно бега затоа што вие пишувате. Ајде да видиме тогаш ли наповели твоја таблата. Кои се двете што ги спомна? Може да ми ги нацрташ А оските? не, ќе има 4. Ти текна Затоа што веќе. може да се спои вака, Еднаш, да биде така, оската, два пати. сега извината не е на средина, ама може Токму и вака. така. Бидејќи сега се кај квадратот сите страни еднакви, кој можеме и по преклопувањето, така. диагонала. Ајде сега да ги погледнеме триаголниците. Кај триаголниците малку Ајде ќе прво биде разностран. разностран. Така. Малку го направив овој да Добро, биде се како гледа дека е разностран. 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 Кај ова нема да има оска Токму така, не сите на фигури симетрија. значи имаат оски на симетрија. Во случајов кај разностранниот триаголник немаме како да повлечеме права која што би го делила триаголникот на два еднакви дела. Значи, овдека ќе имаме 0 оски на симетрија.
Ајде да го погледнеме рамнокракиот триаголник. Ке има една оскана симетрија. Која ќе биде таа лина? Еве оската за симетрија. Токму така. Значи, кажавме на средината, но мора да потенцираме каде на средината. Значи, на овде на темето помеѓу двете страни. Кои што се еднак, значи, краците. Краците, да. Затоа што не може да земеме по средина помеѓу кракот и основата. Не, туку Во само тој на случај, краците. така, значи, Краците што паѓаат на од темето средината. кој што ги спојува краците Краците кон во средината на основата. основата, да. Значи, таа ќе не биде оската на симетрија, бидејќи кога ќе повлечеме вака по средината на основата, значи веќе добиваме лево и десно две еднакви делчиња и овие бидејќи е рамнокрак триаголникот страните се еднакви, значи кога ќе пресечеме вака, оваа страна ќе се преклопи со другата. И уште рамностранниот триаголник да го видиме. Што мислите сега за него? Колку оскина симетрија ќе има тој? Нема да има. Ке има. Може, јас сум дека исто Еве има и ова. Еве а една, така? Да. Повлекуваме овдека по средина, затоа што е рамностран, оваа со оваа страна ќе се преклопи. Еве ни една Тоа оскана значи дека симетрија. може да биде и вака. Одлично, да, ти може текна, да биде браво, вака. браво. Бидејќи сега е рамностран триаголникот. И оваа страна и Како оваа се преклопи, повторно да, еднакви, па значи може и од нив да повлечеме овдека оскана симетрија, но и оваа се еднакви, па и од нив повлекуваме една оска и ќе имаме вкупно. Така, кога ќе привиткуваме Да. по нив ќе добиеме складни делчиња. Одлично. Доволно беше како за петок. Да. Доволно беше за домашно сакаме ние како за петок, ама геометрија домашно. Домашно, Геометрија. еве вака. Ајде доста ни беше од триаголници. Ништо шестоаголник, Не, еве, ајде ваква една фигура ќе им дадеме за домашна, може? Ајде. Ова треба да биде овде права. Ќе биде права откако јас ќе ја нацртам наставнички. Ајде. Се шегувам. Еве сега јас како цртам прави. Ова права? Да, само до тука добро. така. И од оздола ќе направиме стрелка лина. Вака после. О. Стрелка? Да. Добро. Да и најдат ротационна симетрија на оваа ваквава стрелка и оските Така. на симетрија. Еве. Ускина симетрија и Ротационна ротационна симетрија. симетрија. За домашна задача стрелка да си ја направите, може да направите од хартија. Завршивме со математика за денеска. Правиме пауза и се враќаме со македонски јазик. Ви благодарам наставничке. Благодарам на Подајме вас. се, гледаме. Се гледаме од понеделник.